Има ситуации во кои учтивоста или дипломатичноста нема место. Некоја жена така, која била внимателна, учтива, која не сакала да вознемирува луѓе, еднаш отишла во гаражата на нејзиниот сопруг, кој пак често пати така се осамотувал да работи околу моторот на колата или нешто друго. И жената влегла и го видела така наведнат над моторот и мисла како да го прекине, се врткала околу него. И во момент ја забележал човекот и рекол, кај, што има? И таа кажала, ама не сакам да те вознемирувам, сега работиш, ама има пожар, куќата ни гори. Има ситуации во кои, како што кажав, треба да се биде, треба да се предупреди, силно, гласно. Кога има пожар, треба да се вика, дека има пожар. Нешто слично се случува во ова послание на апостол Павле, кое во многу работи, во многу аспекти поинакво од останатите. Павле е многу внимателен кога пишува до црквите, до христијаните, учтив е, секогаш ги поздравува, секогаш знае да каже добар збор за луѓето кои во секој случај, во најголем број случаеви ги познава, благодари за нив на Бог, ги пофалува за некои добродетели кои имаат. Меѓутоа, посланието до галатјаните е поинакво. Тој дава еден краток поздрав на почетокот и веднаш почнува строго кон нив. Дури во 3 глава вели, о, вие неразумни галатјани. Како може така да ве омагјусат? И има причина зашто Павле е остар, уште на самиот почеток. Нема простор едноставно за учтивост и внимателност. Бидејќи црквите во Галатија се нападнати од учења кои сериозно ја загрозуваат нивната иднина. Ситуацијата е таква што треба да се алармира. Тревожна е ситуацијата, опасна. И затоа Павле уште на самиот почеток предупредува. Од црквите во Галатија дошле учители, ние понатаму во изучувањето ќе ги нарекуваме јудаисти. Тоа е она крил во христијанството во втората половина на првиот век, почетокот на вториот век, јудајско крило, кое пред се потекнува од Ерусалим, кои не гледаат на христијанството како на некое ново учење, туку гледаат како на едно продолжение, тоест проповедаат исполнување на законот, Мојсеевиот закон, на Христот гледаат како на Месија, меѓутоа кој дошол и ќе дојде повторно за да воспостави еврејско царство. Тоест она очекувано од евреите Давидово царство. И во тој поглед овие христијани, јудејски христијани, проповедале дека треба да се исполнува Мојсеевиот закон, го порекнувале спасението, тоест откупната жртва на крстот, тоест проповедале спасение преку исполнување на законот и на таков начин очекување за доаѓањето на Месијата, доаѓањето на Христос, кој ќе го установи, тоест ќе изгради едно, ќе седне на Давидовиот престол и ќе изгради едно светско царство на евреите. И таквите христијани кои зад себе носат некој авторитет на апостолите, бидејќи сепак апостолите се од Ерусалим, таму го виделе вознесението на Исус, таму Исус ги испраќа од Ерусалим да служат, доаѓаат со еден таков авторитет дека тие се пратени од апостоли, имаат апостолско одобрение и во тој поглед имаат висок авторитет. И Павле, пишувајќи, тоест предупредувајќи за таквите учења, кои сериозно го загрозуваат благодата, евангелието на благодата, предупредува во оваа послание. И
Во тој поглед ги гледаме сите опасности, во тој аспект можеме да ги видиме опасностите кои носат искривување, секој искривување на Евангелието. Павле ќе ги предупреди овие христијани во галатиските цркви дека нивното напуштање на Евангелието значи напуштање и на Бог. Нивното одрекување од Евангелието значи одрекување и од Бог. Секој искривување на Евангелието, секој надополнување на Евангелието значи ново Евангелие, а ново Евангелие нема. Друго Евангелие не постои. С други зборови, секој искривување на Евангелието всушност води кон напуштање, кон одрекување од Евангелието и губење на врската со Бог. И затоа ова Евангелие, ова послание е важно. Важно е бидејќи денешното христијанство некако многу и не мисли, многу и не внимава на учењата, многу не внимава на тоа колку едно учење ја одразува чистотата, вистината на Евангелието на благодата, воопшто не внимава на лажни учења кои се провлекуваат преку учења, преку проповеди, преку догми, доктрини, и со сето тоа се губи опасноста, вниманието кон опасноста која носат тие лажни учења. Апостол Павле, викајки во ова послание, предупредувајќи силно, токму сака да го привлече вниманието кон таа опасност. Сериозно е секое извртување на Евангелието. И затоа ова послание е валидно, важно е за нас денес. Важно е бидејќи црквата има потреба да биде предупредена. Ако тогаш имало лажни учења има и денес. Ако тогаш било опасно, опасно е и денес. Чистотата на Евангелието е приоритет на учењето на апостол Павле. Чистотата на вистината за Христос и неговата жртва е она што е во фокусот на неговото служење. Фокус кој за жал се губи од современата црква. И ова изучување денешно го нареков големата духовна емансипација, зашто изучувањето на ова послание ќе ни помогне да видиме колку тоа е важно и за нас денес. Колку е важно за секој современ човек од христијанската култура. Некои го нарекуваат ова послание како магна картата на човечката духовна слобода. Магна картата е позната со давање на права на човекот, човечките права, човечката слобода. Човештвото знае во последните неколку столетија и декларација, американска декларација за независност, која носи така слобода права, универзални некои конвенции за човечки права, и тие во политички поглед, во социјален, економски поглед носат права на човекот. Меѓутоа, ова послание носи една друга слобода, уште од древноста. Носи духовна слобода за човекот. А таа духовна слобода понатаму значи слобода и многу други области. И затоа се согласни теолозите дека токму ова послание има предонесено најмногу за западната култура, за западната цивилизација, носејќи таа духовна слобода. И не случајно затоа Лутер ова послание го издига како заштитен знак на реформацијата. И тој за тоа послание вели: тој е моето лично послание. Јас се заветив на верност кон ова послание. И тука тој прави некаква алузија, врска со заветот што го дал на неговата сопруга Катерина фон Бора. Ова е мојата Катерина фон Бора. Ова е мојата заветна врска. Јас се венчав со тоа послание. Посланието до галатјаните. Денес современиот човек не осознава колку од својата сеопшта слобода
a najmnogo duhovna, должи на тоа послание. Ако си мислам како ќе изгледаше христијанскиот свет, како ќе изгледаше Европа, како ќе изгледаше Америка, ако јудејското крило ја наметнеше својата доктрина за исполнување на законот, како услов да се биде вистински христијанин. Ако Павле со своето служење, со своите посланија, не ја рачинуваше токму таа ерес. А тоа е првата ерес која влегува во христијанството. Зашто христијанството сепак се раѓа на еврејска почва. Христијанството доаѓа од еврејски светоглед. Првите, самиот Христос, Господ, е еврин. Апостолите се еври. Првите христијани се еври. Првата црква е еврејска во Јерусалим. И сето тоа, тоа создава почва, првите ереси кои ќе се појават во христијанството да бидат такви јудејски ереси. Тоест, учење кои наметнуваат на христијаните исполнување на законот. И смисла, ако не беше Павле кој е борецот против таквото учење. Со неговата усредна служба, со неговите посланија. Како ли ќе изгледаше христијанството? Знаете ли што? На прво место, многу од нас немаше да ја носат облеката што ја носиме сега. Ако некој носи облека во која има помешано различни видови материјал, например памук и синтетика, тој не може да носи таква облека. Ке може да носи само волна, или само памук, или само синтетика, зашто законот забранува носење таква облека. Немаше да можеме да јадеме свински ребра на скара. Животот ќе беше сосема поинаков. И во тој поглед, само во тој поглед, секако дека ова послание и Христовата жртва носи друго ослободување, поинакво ослободување од овој зол свет. Но дури и на тоа ниво животот ќе беше поинаков. Современиот човек изгледаше поинако. Затоа, иако не осознаваме, навистина ова послание е магна карта на духовната слобода на човештвото. Хајде да кажеме нешто за авторот, за првите читатели. Се представува Павле како автор, пишува дека го адресира до галатиските цркви. За авторството нема никаков спор на ова послание. Има некои послания на апостол Павле за кои има дилеми дали навистина тоа автор, дали некој друг е напишал, дали станува збор за псевдограф, тоа е слажен подпис. Меѓутоа, за ова послание нема никаков спор. Дури најголемите критичари на Новиот Завет велат, да, тоа послание си е на Павле. Зашто те велат, ова послание личи на Павле повеќе отколку што Павле се личи на самиот себе си. Личи, тоа има буквално отпечаток. Тој си ставил отпечаток од својот карактер, од се во оваа послание. И сега, ако за авторството не можеме да бидеме сосема сигурни, има дилеми околу читателите. Тоа не е толку важно, но сепак фрла светлина различната припаќањето на различните теории на различни факти. Има една теорија според јас ќе употребувам во натамошното изучување, наречена јужно-галатска теорија, која прв пат е воведена од Вилијам Ремзи, шкотскиот археолог и теолог, кој има заслуга за многу откритија во негово време и е прифатена во англосаксонскиот, американскиот свет, додека на континентот овде кај нас, во Европа повеќе се прифаќа северно-галатиската теорија, но зашто станува збор? Знаеме нели од историја дека територијата на денешна Франција била населена од гали. И уште пред појавата на Римска империја, дел од тие гали се населуваат во северниот дел на Мала Азија и таа територија околните народи почнуваат да нарекуваат Галатија, тоест место кај што живеат гали. Со појавата на Римската империја и ширењето, заради полесно администрирање на таа голема територија која ја владеат, римјаните ја делат на провинции. И обично како критериум за поделба на територијата на провинции служат поранешните географски територии, географски реони. И така тие делат провинција Римска Македонија, Ахаја, Галатија и така натаму. Меѓутоа, кога делат
е дел од територијата на провинција според тој географски модел на постоечки географски региони, тие не секогаш точно ја дефинираат и ограничуваат таа провинција. Во многу случаеви римската провинција ги надминува границите на географскиот реон. Например, римската провинција Македонија не е географската територија Македонија. Поголема е римската провинција. Опфаќа територии кои не влегувале во географските територии на Македонија. Слично се случува и со Галатија, римската провинција Галатија. Таа римска провинција го опфаќа Галатија каде што живееле галите, меѓутоа опфаќа и друг голем дел од Мала Азија. Ги опфаќа и оние цркви кои се во Јужна Азија, Јужна Мала Азија, кои се основани од апостол Павле за време на првото мисионерско патување. Црквата во Антиохија, Листра, Дервија, Иконија и така натаму. И сега, ако се прифати таа јужно-галатиска теорија, дека апостол Павле адресира послание до тие цркви кои тој ги основал во Јужна Азија, во Антиохија, Листра, Дервија и така натаму, тоа би значило дека ова е едно од најраните посланија, тоест тоа би значило дека ова е првото послание на апостол Павле. Напишено некаде 48, 49 година, некаде околу времето кога се одржува оној собир во Ерусалим, каде што апостолите се собираат за да дефинираат кои ќе бидат одредбите од законот кои ќе се однесуваат кон неевреите, кон сите оние кои ќе го прифатат христијанството. И во тој поглед, прифаќајќи таа теорија, јужно-галатиска теорија, ние можеме да видиме какви се почетоците на служењето на апостол Павле. И затоа сметам дека оваа теорија е поправилна, бидејќи ние немаме записи за основање на цркви во римската провинција Галатија од страна на Павле, кои се во северниот дел. Можеби за време на второто патување има такви цркви, меѓутоа ако тој пишува кон таквите цркви, тоа значи дека ова послание е малку подоцнежно, тоест не е од првите посланија на апостол Павле. Меѓутоа според самиот дух на посланието, според она што тој го пишува внатре, можеме да го препознаеме оној ветер што доаѓа од Ерусалим и оние учења кои се формулирани на тој апостолски собир во Ерусалим. Така да, ова послание, според таа јужно-галатиска теорија, која е поприфатлива во секој поглед, ни покажува со какви проблеми, со какви лажни учења апостолот се среќава уште на самиот почеток на службата, која е неговата борба уште во почетокот. Една борба која тоа ја води истрено до крај и не попушта, не се откажува. Од ова послание до Галатјаните, до неговите пастирски посланија до Тит, Тимотеј, останува иста целта, да се зачува евангелието на благодатта, да се зачува чистотата на учењето за жртвата на Христос и спасението кој доаѓа од таа жртва. Тој е последователен, не се откажува. И покрај сите укори што ги дова, и покрај сиот притисок што го има, и покрај сите клевети што се фрлаат врз него, тој останува достоен на својата цел, да го заштити учењето за благодатта, спасението преку благодатта. И во тој поглед Павле е голем пример. За разлика од Петар, кој проповеда благодат, но во неговиот живот, во постапките, тој покажа дека не е доследен на тоа учење. Павле, и ние ќе видиме во ова послание, истакнува дека искривувањето на Евангелието не се случува само кога ќе се додаде нешто на учењето, туку и тогаш кога во животот човекот ќе врши постапки кои не соодветствуваат на тоа Евангелие, како што е случајот кој тој го истакнува во ова послание со Петар. Ке видиме, со текот на изучувањето ќе ни станат појасни тие работи. Во однос на содржината на посланието,
Интересно е, тоа е така многу негативистичко послание. Полно е со критики, како што кажав, има таков негативен дух. Тоест, не одговара на современите совети кои се даваат за пишување, за говорење и така натаму. Современите совети се позитивното. Потенцирајте го позитивното. Немојте да бидете негативни. Исклучете го негативното. Мислете позитивно. Говорете позитивно. Кога праќате нешто пораки, бидете позитивни. Тој модел не секогаш или обично не се следи во Библијата. Заповедите што ги дада Бог на еврејскиот народ беа полни со негативизам, беа подиктички така наречени и велеа не правете го ова, не правете го зашто ќе ви се случи тоа. Дури кога дада заповед на Адам, на првите луѓе на Адам и Ева во градината, повторно беше негативна. Немојте да јадете, ако јадете ќе умрете. Многу негативно размислување. И како дојде сатаната? Со позитивното мислење. Со позитивниот совет. Мислете позитивно. Нема да умрете. Мислете позитивно. Ќе станете богови. И се фати Адам и Ева на таа стапица и умреа. Навистина умреа. Во тој поглед и посланието до галатјаните е напишано во тој дух. Не правете така. Внимавајте. Внимавајте зашто вашите постапки водат во смрт. Се чуди апостолот, како можевте да се одречете од оној кој умре за вас? Како можевте да бидете така омагиосни, иако Христос и неговата жртва буквално беше исцртена пред вас таа жртва. И ова послание во најголем дел сушност вели што не е Евангелие. Се она што секој учене кој не ја проповеда жртвата на Христос не е Евангелие. И нема друго Евангелие освен она за кој што вели, за кој говори овдека апостол Павле. Ајде да видиме, веќе така, кога дававме некој увод, да почнеме со содржината, да поделено е многу едноставно на теми, првите две глави. Павле во првите две глави дава заштита на своето апостолство, третата и четвртата глава е објаснато учењето за благодата, петата и шестата глава, како обично, како што прави секогаш, во другите послания дава некакви практични импликации. Како тоа учење за благодата се одразува реално во нашиот живот. И првите стихови, првите 5 стиха, каде што е поздравот, и овдека Павле е малку така поспецифичен, не е како во другите посланија, и овој поздрав е резултат на проблемите што ги има во црквите во Галатија. Тие лажни учители, јудеисти, го негираат авторитетот на Павле. Тие велат, Павле не е еден од 12 апостоли, тој дури не е ни замена, некоја резерва. Зашто кога отпадна Јуда, тој не беше на список на резерви. Тој во никаков случај не е вклучен во тој список на апостолите. Затоа, велат, неговото учење не е валидно. Додека ние, јудеистите кои доаѓаме од Ерусалим, ние доаѓаме со авторитетот на апостолите. Тие стојат зад нас. Ние доаѓаме од онаа црква, од онаа школа, која се темели на служењето на Христос. Ние доаѓаме пратени од луѓе, од апостоли кои го слушаа Христос. Ние доаѓаме пратени со авторитетот на луѓе кои го видоа воскресението и кои бе пратени лично од Христос. Затоа Павле нема авторитет. Имајќи го предвид таквиот напад, таквото негирање на неговото служење, Павле почнува малку нестандардно. Инаку практиката во древноста не вклучува представување на авторот. Едно вообичаено писмо во древноста било Петар до Павле, толку, ништо повеќе. Додека овдека Павле вклучува објаснување за себе. И почнува со неговото апостолство. Апостол во суштина, буквално преведено, значи пратеник. Латинската верзија е прифатена кај нас,
Или амбасадор, пратеник, некој што е испратен од некаква институција, од личност да представува. Павле, кога говори за апостолството, ја користи новозаветната содржина. Апостолот во Новиот Завет е пратен, исто така пратеник. Пратеник од Господ. И овдека на ова место, ќе видиме и на други места, Павле е многу свесен за тоа што вклучува вистинското новозаветно апостолство. Клучниот услов е средбата со воскреснатиот Христос. И затоа тој, кога пишува 1 Коринти 9 глава, првиот стих вели: не сум ли јас апостол? Не го видов ли Исус Христос нашиот Господ? И тој говори за тој услов. Средба со воскреснатиот Христос и апостолството. И продолжува Павел: јас го задоволувам тој критериум прво. Јас го видов Христос воскреснат. И продолжува во овој текст и вели: јас сум пратен, но не од луѓе. Зашто исклучува некоја група. Мене не ме пратија апостолите. Јас не сум пратен од некој Ерусалимски синод. Јас не сум пратен од соборот во Ерусалим. Јас не сум пратен од црквата на Ерусалим. Јас не сум пратен од човек. Јас не сум пратен од Петар, можеби, најголемиот од апостолите. Не сум пратен од папата. Не сум пратен од некоја голема личност. Јас сум пратен од Исус Христос и Бог Отецот, кој го воскресна од мртвите. С други збори, Павле вели: овие што доаѓаат од Ерусалим се повикуваат на авторитет, но нивниот авторитет е човечки. Тие се фалат дека доаѓаат со препораки од Ерусалим, од црквата во Ерусалим. Јас не сум пратен од црква. Јас сум пратен директно од Христос. И тоа носи авторитет на учењето. Како пратеник на Христос, јас го носам учењето на Христос. Јас не носам учење што сум го чул од човек. Не носам учење што сум го усвоил на универзитет. Јас носам учење што самиот Христос ми го даде. Ми го даде учењето и ме прати. И таа е всушност суштината на праќањето, на апостолската служба. Да носиш порака, да носиш послание. И во тоа и Павле вели: да, јас носам послание, носам порака. И моето послание е Христос, бидејќи Христос мене ме прати. И затоа никој не може, никој не смее да го променува тоа учење. Зашто тоа не е мое учење, не е човечко учење. Како што јас не сум пратен од луѓе или од човек, туку од Христос, така и моето учење не е дадено од луѓе или од човек, дадено од Христос. И продолжува, вели: преку Исус Христос и Бог Отецот. И сега овдека убаво тука преведено, има само еден предлог преку, предлог кој ги става во единство Исус Христос и Бог Отецот. Не би било правилно ако преведеме преку Исус Христос и преку Бог Отецот. И тој заеднички предлог говори за едно единство кое продолжи во целиот тој текст и кај нас не е добро одразено. Внимава апостол Павле, не случајно, еден предлог става за Христос и за Отецот, сакајќи да каже дека јас сум пратен од Христос и Бог. Моето апостолство е апостолство кој произлегува од Христос и од Отецот. Не сум пратен на некој начин од Христос и одделно од Отецот. Тие се во единство. Во нивното единство ме пратија мене. Ги става едно силно единство Синот и Отецот, Христос и Отецот. Тоа ќе продолжи понатаму во текстот со еден исклучок кој е исто така многу интересен. И тоа кој? Оној кој го воскресна од мртвите. И сите браќа што се со мене до црквите во Галатија. И овдека додава, и моето учење, учењето што јас го добив од Христос, е учење кое е прифатено од браќата.
не сум јас некој осамен приврзаник на некој учење. И овде не вели и апостолите. Многу намерно Павле не ги вклучува апостолите. Туку вели и бракета. Јас апостолот и бракета те поздравуват. Кои браке? Оние браке со кои служам во тоа учење што Христос ми го даде. Учење кое е прифатено од бракета. Имаме апостол и разграничува браке. Апостол со посебен авторитет и браке. Денес има апостоли. Има луѓе кои се нарекуваат апостоли. Но никој од нив не може да се нарече апостол на Христос. Тој може да биде апостол на некоја црква, пратен од црква. Тој може да биде пратен од некој духовен авторитет, од некој епископ. Но тој не може да се нарече пратеник на Христос. И тој не може да носи учење кој го добил директно од Христос. Тој само го проповеда онаа што ни оставено од апостолите кои директно го добили учењето од Христос. Затоа треба се прави разлика и впрочем никој не може да се нарече апостол во смислата во која Павле се нарекува апостол. Ако некој е пратен, тој е едноставно пратеник на некоја институција или некој човек. И продолжува Павле и вели, продолжува со поздравот и вели, благодат и мир вам од нашиот Бог Отец и од Господ Исус Христос. И овде кова од треба да отпадне второто, зашто во оригиналот нема. Благодатта и мирот се од нашиот Бог Отец и Исус Христос. Зашто повторно Павле сака да го истакне тоа единство. Благодатта и мирот што доаѓаат преку верата се една благодат, еден мир во единство на Отецот и Синот. Има едно единство. Нема една благодат од Синот, друга благодат од Отецот. И тој на крајот, кога истакнува волјата на Бог Отецот, станува јасно. Ке стигнеме до тоа. Поздравот, благодат и мир е вообичен за апостол Павле и тој поздрав вклучува неевреи и евреи. Благодат или харис е типичниот поздрав на елините. Тие така се поздравуваат со харис, со благодат. Евреите се поздравуваат со мир, со шалом. И тој поздрав Павле вообичаено го користи кога пишува до цркви. Меѓутоа има и длабока духовна суштина таквиот поздрав. Зашто и редоследот, тој никогаш кога го поздравува не е мир и благодат. Сегаш оди с благодат и мир. Зашто во таа врска, во таа причинско-последична врска, секогаш благодата е прва, а мирот доаѓа кон некаква последица. Благодат од Отецот и Синот, кој води кон мир. Имајте благодат и ќе имате мир. Ви посакувам благодат, за да имате мир со Бог. Благодатта го носи тој мир. Благодатта не доведува во близината на Бог. Не соединува со Бог, така како што се соединети Отецот и Синот. И веднаш, кога говори за таа благодат и мир, уште на самиот почеток го исцртува крстот. И во тој поглед ова послание е специфично. Уште на самиот почеток Павле говори за крстот, телото на Христос, и тоа станува централната тема во целото послание. Тој благодат и мир можеме да имаме, зашто тој се даде себе за нашите греови, за да не избави од сегашниот зол свет. Збор што избави овдека е специфично и јас во насловот ставив духовна еманципација, зашто тоа зборче токму тоа значи. Ослободување, еманципација. Христос се даде за нашите гревови, зошто? За да не ослободи од едноробство. Да не ослободи од овој зол свет. И суштината на зборот ослободи всушност значи човек кој е поробен, кој е окован, кој е врзан во некоја состојба, да биде ослободен. И овде кога говори за слободата, пишува слобода од овој зол свет. Овој свет кој буквално поробува, ја краде, ја оневозможува слободата на личноста. Човекот во овој свет не може да биде слободен. Тој е поробен. Тој е поробен на суетата на овој свет. Тој е поробен во едни вредности
koji ovoj свет ги пропагира, ако носат само тежина, товар. И вистината дека современиот човек станува се попоробен и попоробен на овој свет. Робството станува се потешко и потешко. Секојдневно човекот станува роб на се нови креации на овој свет. И кога овдека Павле вели, на крстот тој не се даде за нашите греови, не откупи и не избави, не ослободи. И интересна и таа конструкција за ослободување носи идеја не да те ослободи, да те однесе некаде, туку ослободен во присуството на нешто. Ослободен си, ти си во овој зол свет, но ослободен од робството на овој свет. И во таа смисла се враќам на духовната емансипација. Ова доктрина, што на почетокот, ова е првото послание на апостол Павле според јужно-галатиската теорија. Ова е почетокот на теологијата на апостол Павле. Уште во своето прво послание, клучната тема е слободата во Христос. Нашата емансипација во Христос. Човекот денес говори за слобода. Тоа е клучната тема. Човечки права и слободи. И се барат постојано човечки права и слободи. И тие човечки права и слободи се однесуваат на вредности кои на крајот на краиштата и не носат права и слободи. Феминизам, ослободување, емансипација на жената. Жената денес е толку поробена од овој зол свет, како никош порано, сметајќи дека е ослободена. Павле вели, ослободувањето од овој зол свет е во Христос. Тој се даде на крстот да не ослободи, да не емансипира од овој свет. И продолжи, вели, и тоа е по волјата на Бог кој е наш Отец. И тука единствено овдека на крајот отсуствува Христос. Добро, не беше по волјата на Христос, се подразбира, па Христос отиде на крстот. Тој се даде во жртва. Себе се даде. Во таа фраза станува јасно дека Христос отиде доброволно на крстот. Меѓутоа, Павле не пропушта да го вклучи и Отецот по неговата волја. И тоа разбива еден стереотип кај нас. Разбива еден стереотип кој постои во раната црква. Кој е стереотипот? Обично кога ќе помислиме на Христос, ние мислиме на еден добар Бог, кој служеше, трпеше, помагаше и на крајот пострада и умре. Кога ќе помислиме на Отецот, мислиме на еден така оддалечен, трансцендентен Бог, кој е дури така гневлив, се гневи, суди, казнува. Павле вели не, се даде Христос, бидејќи тоа беше волјата на Отецот. Се што правеше Синот на земјата, сета таа милост и благост која што ја покажуваше, вели Павле, е одраз на Отецот. Тие се едно. И затоа е важно ова што го кажува порано, од Христос и Бог, од Бог и Христос. И на крајот пак во последниот стих ги вклучува и двајцата. Се даде Христос, но тоа беше волјата на Отецот. Колку што е благ и добар и милостив Христос, толку е благ, добар и милостив Отецот, зашто тие се едно. И нему му е оддава славата на крајот во вечни векови. Зошто во вечни векови? Како што неговата благодат, неговата добрина е во вечни векови. Како што неговото дело, неговото ослободување е за вечни векови. Така и неговата слава да биде за вечни векови. И ќе продолжиме со текстот. И почнува веднаш во 6 стих темата. Се чудам, или не можам да сватам, вели Павле. Како можевте да се одвратувате од оној кој ве повика преку благодатта Христова? Се представете си во црквата, во некој од црквите во Галатија, во први век. Стигнува послание, излегува читачот или епископот, или имам послание, добивме писмо, не поздравува Павле, почнува да чита. Добро, првите 5 стиха се
прифатливи. Меѓутоа веднаш по 6 стих им вели: како можевте така да постапите? Не знам каква реакција имало од црквите. Меѓутоа Павле, како што реков, не е внимателен, не е нежен. Меѓутоа и нема простор за внимателност. Ситуацијата е сериозна, вели Павле. Зошто? Зашто вие се одвратувате. То брзо. Јас дојдов кај вас, ви го дадов Евангелието, ви го исцртав буквално Христос, крстот, благодата, и толку брзо. Си отидов, дојдоа други учители. И што направи тие? Ви кажа, не, треба да бидете робови, ако сакате да се спасите. Треба сега да се образувате, треба да го исполнувате Мојсеевиот закон. Како? И затоа во 3 глава вели: о неразумни, или ако сакаме правилно да преведеме, глупави галатијани. Како може да се толку глупави? Јас доаѓам и ви проповедам за слобода, а вие го прифаќате учењето на оние кои сакат да ве поробат, и тоа ќе видиме во целото послание на нивните суети, на човечки суети. Зашто на крајот на краиштата сите тие ереси, лажни учења се покорување на човекот кон суетата на човекот. Додека, вели Павле, јас доаѓам, проповедам благодат која ослободува, носи ослободување од Бог. И преминувате кон друго евангелие, за веднаш во 7 стих да предупреди: нема друго евангелие. Ако прифатите некој друго евангелие, тоа не е евангелие. И тоа значи дека вие се одвраќате од Бог. Вие веќе не сте со Бог. Вие веќе не сте со Христос. Вие не сте веќе во заедница со Него, не сте во единство. А тоа значи не сте во Неговото царство. Нема спасение. И тоа е опасноста на сите тие искривувања на Евангелието. На крајот, целта на тие искривувања, мали може да се, целта е да не одвратат од Бог и на крајот да завршиме во некакво робство. На гревот, робството во овој свет. А сите оние кои го започуваат Евангелието, тук многу јасно ги адресира кон тие јудеисти, вели: сите тие кои го прават тоа, па дури јас да го правам тоа, нека биде проклет. И тој 2 пати го повторува тоа. Што веќе е еден гест од него, еден сигнал за едно страшно проклетство. 2 пати истакнува: нека биде проклет. Не му е доволно ова во 8 стих што пишува. Како што реков порано, и сега пак ви повторувам. Оно што ви благовестува некакво поинакво евангелие од она што јас ви го кажам, нека биде проклет. Многу сериозно е. Ова е буквално пуштен оној аларм, оние сирени кои најмногу пречат на ушите. Ама само така човек може да се свести. Тонот на Павле, тоа е експлозивно послание галатјаните. Напишено, дури Павле на крајот вели што нешто невообичаено за древност. Во древност кога некој пишува нешто, тој си има секретар. И гледам во останатите послания, Павле си има секретар. И вели кој го напишал посланието. Обично во древноста диктира учителот, ученикот пишува. Ги пишува мислите на учителот. Тоа е пракса. Павле вели: јас лично со своја рака ги напишав овие нешто. За да даде уште повеќе акцент на важноста. Полесно е кога ќе напишеш за некој дека е глупав, ти глупав галатјанино, да му кажеш некој: ај ти пишувај. Полесно, јас ќе ти диктирам, кога веќе со своја рака ќе го напишеш, тежината е поголема. Павле вели: сите овие зборови што ги напишав, јас со своја рака ги напишав. Да знаете колку е сериозно, дека сериозно мислам тоа што го пишувам. Што да кажеме во заклучок на крајот, завршуваме. Клучна, во поводот на ова послание, ја истакнува таа клучна вистина. Чистотата на Евангелието е клучна за зачувување на нашата врска со Бог. Изопачувањето на вистината значи и прекинување на врската со Бог. Тоа вели Павле. Се одвративте од благодата, се одвраќате и од Бог. И затоа сериозни се, тоа е опасноста на ересите. Не одделуваат од врската со Бог.
И тоа е водечки принцип во ова послание, ќе видиме понатаму, водечки принцип кој го раководи животот. Зашто чистотата на Евангелието, правата доктрина, не е само во исповетта, не е само во некакво кредо, во некаков символ на вера што ние го рецитираме. Павле многу јасно тоа ќе го потенцира понатаму, дека чистотата на Евангелието се удржува во практичниот живот. Може да имаш, да декларираш вера, меѓутоа твојот живот да ја изопачува благодата. Твојот живот да го изопачува учењето. И тоа ќе го истакне и во самото послание, во 2 глава, кој ќе каже за Петар. Петар кој се согласи во Ерусалим, дека јадењето на секаква храна не е забрането и дека ние ги прифаќаме неевреите, кога седеше во Антиохија, со неевреи јадеше на иста трпеза. И дојдоа тие јудеисти од Ерусалим, христијани јудеисти, и кога дојдоа, и кога Павле чу дека доаѓаат јудеистите од Ерусалим, што направи? Стана од трпезата и се правеше како да не јада со нив. Јас не јадам со неевреи, не јадам секаква храна со неевреи. И тогаш Павле сериозно го укори и му рече: твојот живот не го одразува вистинското Евангелие, не одразува благодата. Однесување кое е спротивно на Евангелието значи изопачување. Тоа ќе бидат насоките кои ќе ги следиме понатаму во изучувањето на оваа Евангелие, за да се гради во нас, прво да се учиме, нели, да градиме вистинска догма и да градиме одговорност. Вистинската догма да се исповеда и да се живее во нашиот живот. Зошто во времето во кое живееме на непостојање на вистини, на релативност, на толерантност, на удар, сериозно е Христовото учење. Господ да не чува во чистотата и пред нас да го гради вистинскиот Христос. Пред нас да се исцртува во текот нова изучување неговиот крст.